Во секое дете се крие голема желба за игра, за движење, за соништа кои допрва треба да се остварат на фудбалските терени и да се стане шампион. А кога во малите нозе се најде фудбалската топка, се раѓа нешто посебно, љубов кон спортот која трае за секогаш. Добре дојдовте во местото каде што оваа љубов расте, се негува и се претвора во вистинска животна школа. Добре дојдовте во фудбалски клуб Евроспорт Куманово, фудбалска школа за деца каде секое дете добива шанса да блесне на свој начин. Ова не е само обична школа, ова е средина полна со смеа, другарство, ферплеј и вистински вредности. Под водство на професионални и посветени тренери, дечињата ги учат првите фудбалски чекори, но уште поважно учат како да бидат тимски играчи, како да се поддржуваат и како да веруваат во себе и во своите вештини. Во новата детска емисија посветена токму на оваа школа, имате можност да дзиднете зад сцената. Ќе ги запознаете децата што со радост доаѓаат на секој тренинг. Ќе видите како изгледа еден ден во фудбалската школа. Ќе чуете искрени детски мисли и соништа и ќе почувствувате дел од магијата која секојдневно се случува на терените на фудбалски клуб Евроспорт Куманово. Ова емисија не е само за оние кои што веќе играат фудбал, туку и за сите деца што сакаат да се приклучат, за сите родители што бараат безбедна и мотивирачка средина за своите најмили, а за сите што веруваат дека спортот е најдобрата школа за живот. Следете ме и дознайте зошто толку многу деца избираат да станат дел од нашето фудбалско семејство. Фудбалски клуб Евроспорт Куманово, каде секој дете е победник. Ajmo, ubavo isjeći lijeva, to isjeći desna, bravo, završi, ajmo završi šutče, to, evo, pojdimo li, ajmo, ubavo marče, tu i lijeva, isjeći lijeva, to, isjeći desna, to je, završi svega. Мацко, puno време си у Евроспорт, еден од тројца тренери кои што сте фокусирани со едно од најубави работи што може да се работи, тоа е работа со деца. Најпрво да ви честитам на успех кој што го правите цело време со екипу. Во овој година биднасте и шампиони во генерација 2017. И ајде нека биде соочено две прашања во едно. Како е да се работи со овие возрастни категорија и кои возрастни категорија су дел од ФК Куманово Евроспорт? Која најпрво здраво Бошко, да се работи с деца е доста добра работа, ама и доста захтевна работа. Значи ипак со они мали да ги изведеш, да ги оформиш да бидев како играчи, значи захтева стварно многу работа с нима. Ја како тренер работам моментално 6 години во Евроспорт, така да доста генерации су прошле и моментално што тренирав и што су биле дел од Евроспорт. Моментално имамо 8 генерации од 2012 до 2019, каде што ние најмалецка генерација, така да што помали генерации се, тоа е потешко малку за работа с деца. Како растев, они веќе се оформуев како играчи и веќе се оформуев деца што сакав и поозбилно да се занимава со фудбал, така да се снима малку и полуко за работа. Ајде, сви кои што не су запознаени с работа на ФК Куманово Евроспорт, колку пута неделно тренирате, кои су локации и како се одвива ваш тренажен процес, сигурно зависно од возрастно категорија и деца кои што су веќе споменати овој возрастни категорија. Кај нас сви возрастни категории имав 3 пута неделно тренинг, значи плюс за викенди, док су активни, значи детски лиги, турнири, имав за викенди утакмици и ги закажуваме пријателски утакмици. Така да у најголем дел сви генерација имав активности 4 пута неделно.
Тренираме моментално на овој стадион, тој е ЗИК стадион, кој што го користиме и ми, и уште една фудбалска школа, што е собственост на Евроспорт, и имаме уште едну локација Арена Евроспорт, каде што ни работи в најмали генерации, каде што е најдобро за работа. Еден терен е како што гледате на природну траву, тој друг е на вештачко и горе-доле мислам дека глобално ги исполнуваме услови за работа с мали категории. Имаме сасвим солидни услови, ако не и најдобри услови за работа с овие мали категории на деца. Како е тренажен процес и дали може кој најмало возраст и дали може и оние што се нели поталентирани с постари лиги? Па да, моментално ми гледам обично на свак тренинг, на сваку генерација да се незаступени најмалку 2 тренинга. Како го оценувате напредак и процес на Па тој сакаше да кажу, значи, за да можеме да ги се посветиме паралелно на свите деца. Значи, тие деца што се почетници, што се тек запишуваат на фудбал, да може да се тренира с квалитетна деца, каде што ќе се работи тренер с квалитет, и имамо тренери кои што работи с деца што се понапредни, односно не понапредни, него подугачко време што тренира во клуб. Така да кое дете како напредуе, значи префрљамо во одедну другу групу, за да може да е задоволно и тој дете што напредуе и тој дете што моментално стагнира, ама не значи дека не може да биде фудбалер, може за едну годину да биде подобро од тие деца што се веќе напредну група. Ајде, можда една од најубави години за ваш клуб е грст на трофеи, медалје, а круна на све беше тај генерација 2017 кој што бина шампион у младинско лига. Ајде за оној сезону малку да направиме ретроспектива. Многу медалја, многу трофеи и како што кажа веќе овој беше круна на цело тој, а како најава за оној што тој прв ќе почне од нову сезон. Нали краеш у кратки црте за целокупну сезону што пройде? Па, реално за прошлу сезону у најголем дел сме задоволни, затоа што и доста генерација ни се класирава на завршен турнир, значи многу генерации освои и доста активни на меѓународни турнири што су, имамо доста први, доста втори, доста трети места, али само успех на 2017 не е успех само на ту генерација, значи тоа е успех генерално на работу на клуб, не само на нима и правилна селекција на деца. И у ту генерација се погоди овој година они да бидев најдобри, ама ништо не бесва понеуспешни и остали генерации, значи има смо и 13-та што за малку не пројде у полуфинале на детску лигу, значи има смо ги овие други генерации 15-та, 16-та што застанава на крај. Исто многу талентирана генерација ни 2014-та, така да и од очекуваме доста голем успех. 2012-та генерација веќе ни скача на 11 на 11, игра веќе голем фудбал, така да тук сме задоволни доста од селекција на деца, скоро горе-доле сите деца што су талентирани у Куманово су веќином у Евроспорт. Ајде сега ќе те прашам, едноставно прашам, има ли талент, има ли потенцијал кој што може еден ден сето да се искористи и да ги гледаме на големи фудбалски терени? Па, реално има таленти и јас се надам дека голем дел од наши играчи што се веќе во Евроспорт, како и десек што е било, ќе играв најмалку прву лигу македонску, а зашто да не бидев и како Столе што е, како Филип Антовски што се направиле и меѓународни трансфери кои што може да ги гледав и на телевизија. А за сви што се двуми дали било кој спорт да одбере, дали фудбал или некој друг, што би им поручиле и да биде дел од овој наш колектив? Па искрено ја сакам да ги кажам, да ги препоручам на сви родители да го запишат дете на фудбал и да ужива док дете игра фудбал. Тачно е дека сви деца не може да бидат професионални фудбалери, ама само ниња радост док су задоволни, док давав гол на тренинзи, значи све тоа е за деца сатисфакција. Турнир на Евроспорт Куп е можда број еден во Македонија според имиња кои што ни гостујат, доваѓав и досекна сви завршени турнири. Оно што се спрема секој октомври ќе биде можда још, да не кажу, едно ниво погоре ги ставило за тоа што не очекува. Лацио веќе потврди и колку си ти задоволен на тоа и што представља за тебе како бивши спортиста, активен спортиста и човек кој што на некој начин е креаторно. Еден сегмент од цело овој наше фамилија, семејство, како и да кажам. Генерално Евроспорт клуб, ја мислам дека го насмо на едно поголемо ниво, не само за Македонија, него за цел Балкан. Значи ретко
толку квалитетни екипи да се соберени на едно место. Значи еве моментално се за октомври имамо ги викано исто и потврдено екипи како што су Лацио, Рома, значи две екипи што су од Италија што ни доаѓаат покрај Торино исто. Значи тој су ни и Порто и Бенфика, значи веќе имамо 5 екипи, европски гиганти кои што многу тешко е било да се видив на некои терени и многу тешко е било деца да имав прилику уопште да игра со такви екипи. А јас сум задоволен што наши генерација веќе можев да се носив со тие екипи и да играв скоро егал. Маки, много ми е мило што има ваков колектив у Куманово кој што работи на едукација правилно на деца, а посебно ми е репер што сте успешни тој што го работите. Ништо друго не ми преостанува. Ова е само почеток на наш проект и што повише да имате успеси, што повише да ве чуи, надам се дека еден ден барем, ајде, генерално од нима некога ќе гледамо на големи фудбалски терени и стварно ќе се дивимо дека сте работале со снега, дека се снима смо снимале и они ќе кажев оној слободно дека су дел од ФК Евроспорт почнале на сам почеток од нивна кариера. Па јас се надам ја на деца што кога се запишував, значи тој ми е најголем цел, значи они да го засака фудбалот дете, а тие што ќе бидат најуспешни, јас се надам дека нема да забравев од куде се дошли. И ќе не поздравив еден пат. Да, ќе не поздравив. Фала ти Маки пуно. Како смо? Колку време тренираме фудбал? Па едно 5 години. Браво! Да. Колку си задоволен од услови ФК Куманово Евроспорт? Добар, Сакаш ли го фудбал? највеќе. Кажи ми за кој клуб навиваш? За Барселона. Кој ти е најомилен играч? Јамин Јамал. А дали го пратиш нашу репрезентација? Пратим Кој ти е идол од нашу репрезентација? Горан Панди. А кажи ми за кој клуб сакаш да играш кога ќе пораснеш голем? За Звезду и за Барселона. Фала ти пуно и ти посакувам многу среќа и успех. Сергеј, здраво, како смо? Супер. Кажи ми колку време тренираш во ФК Куманово Евроспорт? Едно година. А за кој клуб навиваш? После жив. Сигурен ли си? 100%. Горд ли си што биднава европски шампион? Да. Кажи ми за репрезентација свакако, кој ти е најомилен играч? Елмас. А од Пари Сен-Жермен? Баркова. А кажи ми за кој клуб сакаш да играш кога ќе порастеш и кога ќе успееш у кариера? Па, за Юнайтед. Фала ти пуно. Микел, здраво, како си? Добар. Колку време тренираш за ФК Куманово Евроспорт? Скоро 6 години. Браво. Кажи ми колку го сакаш фудбал? Много. Која е твоја позиција? Десни крило. За кој клуб навиваш? За Реал Мадрид. Реал Мадрид. Кој ти е најомилен играч? Ембапе. А кажи ми, пратиш ли го наша репрезентација? Да. И кој ти е најомилен играч? Елмас. Кажи ми еден ден за кој клуб сакаш да играш? За Реал Мадрид и за Звезда. Играш ли за репрезентација? Да. Фала ти пуно и ти посакуј среќа. Здраво Марко, како си? Колку време тренираш во ФК Куманово Евроспорт? 7 години. За кој клуб навиваш? За после жив. Како ти се свиѓа в услови ФК Куманово Евроспорт? Кој ти е најомилен играч? Па Роналдо. А навиваш ли за наша репрезентација? Кој ти е најомилен играч ти? Стора. Браво. А кажи ми еден ден за кој клуб сакаш да играш? За после жив. Супер, фала ти пуно. Шампионе, име и презиме. Дарио Петров. Колку време тренираш во ФК Куманово Евроспорт? Кој позиција играш? Лево криво и од позади. За- Некад лево бек, некад лево криво. А за која екипа навиваш? Ја навивам за Барс. А кој ти е најомилен играч? Меси. А навиваш и за македонска репрезентација? Да. Кој ти е омилен играч? Стора. Еден ден кога ќе бидеш фудбалер, за која екипа ќе сакаш да играш? Барс. Фала ти пуно. Среќно. Име и презиме. Дамјан Митрос. Како си? Добре. Колку време тренираш за ФК Куманово Евроспорт? 4. Браво. Претпоставljam навиваш за Барселона. Да. Кој ти е најомилен играч? Меси. Меси. А сигурно навиваш и за македонска репрезентација. Кој ти е омилен играч? Столе Димитриевс. А ти на кој позиција играш? Лево криво, па некад средина. Кога ќе бидеш голем фудбалер, за која екипа би потпишај СС? Фала ти пуно срце. Име и презиме шампионе. Ангел Јованов. Средина или десно? Ангел, колку време тренираш во ФК Куманово Евроспорт? 5 години. 5 години. Кој ти е, за кој клуб навиваш? За Реал Мадрид. Реал Мадрид. Кој ти е најомилен играч? Дуе. На коju позицiju igraš momentalno? Лево крило. Дуе. Kad ќе бидеш еден славен фудбалер, за кој клуб би потпишај? За Реал Мадрид. Добро, навијаш за репрезентација свакако. Да. И кој ти е најмилен играч?
Lijevski. Hvala ti puno, srećno. Čekaj, zborim дека ти е име Роналдо, не си Роналдо. Име и презиме? Андрей Николовски. Андре, колко време тренираш за ФК Куманови Разпор? 2,5 година. Супер, на коju позицiju igraš? Стопера и десно крило. Браво. Кажи ми за кой клуб навиваш у Лигу шампиони? За Реал Мадрид. Кој ти е најмилен играч? Белингам. За репрезентацiju sigurno навиваш, така ли? Да. И кој ти е најмилен играч од наш? Столе Димитриев. Најтешка работа е да си голман на свет. Име и презиме, шампион. Яков Николовски. Јаков, колко години тренираш? 5. Зашто баш голман? Тој ми е жели. Браво, мајсторе. За кој клуб навиваш? За Реал Мадрид. А кој ти е најмилен играч? Венисиус. Еден ден кога ќе бидеш голем фудбалер или голман, за кој клуб сакаш да потпишеш? Реал. А за репрезентацiju навиваш свакава, така ли? Да. Кој ти е најмилен? Елмас. Браво, фала ти пуно. Име и презиме. Вујкен Павло. Колко време тренираш во ФК Куманови Разпор? 4. На коju позицiju играш? Средин. За коju екипу навиваш? За Реал Мадрид. А кој ти е најмилен играч? Роналдо. Овој годин што мислиш кој ќе го освои Лига шампион? Реал Мадрид. Еден ден кога ќе бидеш фудбалер професионален, за Реал ali ќе играш? Да. А за репрезентацiju навиваш кој ти е најмилен играч? Елмас. Фала ти пуно, среќно. Шампионе, име и презиме. Лазар Спасовски. На коju позицiju играш? Левбек. Колко време тренираш во ФК Куманови 4 Разпор? години. И дали си задоволен од услови? Све ли е Да. кој што треба? Да. За кој тим навиваш? Реал Мадрид. Кој ти е најмилен играч? Валверде. А еден ден кога ќе бидеш професионален фудбалер, за кој клуб би сакај да играш? Реал Мадрид. За репрезентацiju навиваш, а кој ти е најмилен играч? Илиевски. Фала ти пуно. Име и презиме. Велико Али. Колко време тренираш во ФК Куманови Разпор? 5 години. За кој тим навиваш? За Барс. На коju позицiju играш? Десен бек. А кој ти е омилен играч? Јамал. За нашу репрезентацiju имаш ли омиленога играч? Столе Димитриевски. И еден ден кога ќе порастеш и ќе бидеш голем фудбалер, за коju екипу ќе сакаш да играш? За Барс. Фала ти пуно. Име и презиме. Дарио Митровски. Колко време тренираш ти у Куманови Разпор? 2 години. На коju позицiju играш? Лево крило и штоп. Много ли га сакаш фудбал? Да. За коju екипу навиваш? За Реал Мадрид. А кој ти е најомилен играч? Белингам. Белингам, а од нашу фудбалску репрезентацiju? Елмас или Столе? Столе. Столе Димитриевски. А кажи ми, кога ќе порастеш и ќе бидеш славен фудбалер, за коju екипу сакаш да потпишеш? За Реал. Фала ти пуно срце. Димитри Димитриевски. Колко време тренираш во ФК Куманови Разпор? 3 години. На коju позицiju играш? Лево крило. За коju екипу навиваш? За Реал Мадрид. Кој ти е омилен играч? Венисиус Джуниор. А кажи ми, пратиш ли го фудбалску репрезентацiju на Македонија? Да. Кој ти е омилен играч? Елмас. Еден ден кога ќе бидеш славен фудбалер, за коju екипу ќе потпишеш? За Реал Мадрид. Фала ти пуно срце. Презиме. Илин Шутевски. Колко време тренираш во ФК Куманови 3,5 Разпор? години. На коju позицiju играш? Десен бек. За кој тим навиваш? За Барселона. Кој ти е омилен играч? Сергеј Рамос. Од македонска фудбалска репрезентација имаш ли омиленог играч? Да. Кој е тој? Елмас. И еден ден кога ќе бидеш славен фудбалер, за која екипа ќе сакаш да играш? За Арсенал. Фала ти пуно срце. Име и презиме. Наум Стевковски. Сечи и десна. Колко време тренираш во ФК Куманови Разпор? 3 години. На коju позицiju играш? Лев бек. Кој ти е омилен фудбалер? Гарначо. А фудбалски тим за кој навиваш? За Реал Мадрид. Фудбалску репрезентацiju на Македонија го пратиш? Да. Кој ти е најмилен играч? Елмас. Еден ден кога ќе пораснеш и ќе бидеш голем фудбалер, за која екипа сакаш да играш? За Манчестер Юнайтед. Фала ти пуно срце. Здраво голманче, како си? Име и презиме? Лука Кралев. Колко време тренираш за ФК Куманови Разпор? 3 години. За која екипу навиваш? За Барс. Кој ти е идол? Кој ти е најомилен фудбалер? Дими, гледај, Дими. Чеш? А фудбалску репрезентацiju на Македонија пратиш ли? Да. Кој ти е омилен играч? Елмас. И кога ќе пораснеш голем, за коju екипу сакаш да потпишеш? Барс. Фала ти пуно. Добар ден. Добар ден. Име и презиме. Калин Ангеловски. На коju позицiju игра Калин? Десно крило. Колко време тренира за ФК Куманови Разпор?
2,5 години. Pretpostavljam navioš za Real Madrid. За коju ekipu navioš? За Ливерпул. A koji ti je najomiljen igrač? Мосала. Kaži mi, za fudbalsku reprezentaciju na Makedoniji imaš i omiljenog igrača? Да. Koji ti je taj? Елос. Jedan dan kad će porasneš. Za koji klub bi sa kaj da igraš? Ливерпул. Hvala ti puno. Dobar den, Добър ден. ime i prezime. Сергей Димитриевски. Koliko vreme treniraš za FK Kumanovo Eurosport? 3,5 години. Na koju poziciju igraš? Средин. Za koji klub navijaš? За Реал Мадрид. A koji ti je najomiljen igrač? Тибо Куртуа. Pratimo li go fudbalsku reprezentaciju na Makedoniji? Koji ti je omiljen igrač? Елмос. A kaži mi jedan dan kad će porasneš i ti budeš profesionalan fudbaler, za koju ekipu ti igraš? За Реал Мадрид. Hvala ti puno. Dobar den, Добър ден. ime i prezime. Йовановски Йован. Za koga navija Jovan? За Реал Мадрид. Na koju poziciju igra Jovan? Лево крило. Kaži mi koliko vreme treniraš za FK Kumanovo Eurosport? 4 години. I koji ti je najomiljen igrač? Беленгън. Kaži mi, fudbalska reprezentacija na Makedoniju pratiš ga, ne li? I koji ti je omiljen igrač? Барди. I će porasneš, za koji klub sakaš da igraš? Интер Милан. Hvala ti srce.